Добар ден, почитувани, вие следите на новата епизода на магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Едно од најголемите грижи на новопечените родители е дали нивното бебе ќе научи да спие добро и кога ќе завршат бесонните ноќи поради расплаканото бебе. Па постои ли начин бебето да научи самостојно да заспива и да ја преспива целата ноќ? Кои методи се најдобри за тоа? Дали се ефикасни ке бебињата така наречените тренинзи за спиење? На оваа тема денеска разговараме со Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење на бебиња и деца до 6 години. Имаме интересен разговор, ќе можете и вие да поставите прашања, а сето тоа ќе следува веднаш по рекламите. Во последните години многу се зборува за тренингот за спиење и за спивање кај бебињата. Па може ли бебињата да научат самостојно да заспиваат и да не се будат во текот на ноќта? Тоа е едно од најчестите прашања на родителите, а ќе го упатиме на денешната гостинка Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење на бебиња и деца на возраст до 6 години. Сања, добре ни дојдовте повторно во магазинот за родителство 0 плюс месеци, се немаме видено подолго време. Добро ве најдов и благодарам многу на поканата. Па, еве првото прашање, дали може спиењето да се научи или пак се работи за една вродена, природна потреба на човекот? Спиењето е многу тесно поврзано со темпераментот и карактерот на бебето, така што тоа е вештина што се учи постепено. Не секое бебенце кое што ќе се роди веднаш знае да ги преспива, воопшто не е спремно, бидејќи и самиот развој не го дозволува тоа, но како што поминува, како што се развива целосно спиењето, како што расте бебенцето, можеме да кажеме дека секое бебе после 6-тиот месец би можело да научи да заспива самостојно и да ја преспива ноќта. Родителите очекуваат новороденчето да воспостави одреден ритам на спиење. Значи веднаш по раѓањето и тој период до 6-тиот месец, па возможно ли е тоа? Кај новороденчињата имаме најголеми осцилации во однос на спиењето, како во дневното, така и во ноќното, бидејќи самото спиење не е целосно развиено. Прво, бебето кога се раѓа само со 25% развиен мозок, што значи дека не само спиењето, туку и многу други делови кај него не се целосно развиени. Спиењето, ноќното спиење почнува да се развива тек околу 4-тиот месец. Тоа значи дека до тогаш чести ноќни будења, чести дневни дремки се сосема нормални, бидејќи нели ние возрастните поминуваме низ циклуси на спиење, низ една REM фаза, друга REM фаза, длабоко спиење, лесен сон и така натаму. Кај новороденчињата на почетокот кога ќе се родат, тие влегуваат од фаза нели од будност, веднаш влегуваат во фаза на одредена поспаност, веднаш во длабока фаза и веднаш повторно во излегуваат од таа длабока фаза. И најчесто тука настанува тоа будење кое што отприлика измеѓу 30 и 50 минута од нивното заспивање. И затоа често се случува да имаат кратки дремки или па навечер да се будат толку често, бидејќи сонот не е целосно развиен кај нив. И па како изгледа ритамот на спиење и будност кај бебињата и да речеме во првата година од животот? Во првите неколку месеци, би рекла во првите 3 до 4 месеци, има многу голема разлика. Имаме бебиња кои што спијат само по 30 на минути, значи не можат да врзат дремка подолго од 30 минути и тоа се сосема во ред. Тоа многу често ги загрижува родителите, бидејќи сметаат дека има некој проблем ако нивното новороденче не може да одспие саат или 2 часа. Меѓутоа тоа е сосема нормално и е во ред и не треба да ги загрижува. Така да кај новороденчињата гледаме да направиме ред во кој што се успиваат на секој саат, да не бидат подолго време од 1 час будни. Како што се доближуваат до 4-тиот месец, тој час го зголемуваме на 1,5 час и се обидуваме да ја зголемиме дремката, например, ако била 30 на минути, барем да се зголеми на саат време. Не е важно на кој начин ги успиваат, како ги успиваат, важно е само да поспие и да се задржи тој некој ритам успивање на саат до саат и пол. Веќе после 6-тиот месец, каде што дремките почнуваат да се развиваат целосно, тука е многу полесно да направиме конкретна рутина на спиење. Помеѓу 6 и 9 месеци најчесто имаат по 3 дремки. Првата и втората дремка се од прилика саат до саат и пол, значи во вкупно време траење од 2,5 до 3 часа. И трета кратка дремка 30 на минути која им помага да не бидат преморени до ноќното успивање. После 9-тиот месец веќе ја кратиме третата дремка, остануваат со 2 дремки.
кои што 2 дремки зависи од детенцето, некогаш ги исфрлаат, едната дремка некогаш се изврла на 12 месеци, некогаш на 15, некогаш на 18 месеци. Тука многу зависи и од детенцето, но со 2 дремки гледаме барем до 15 месеци да ги истераме. Ки споменавте дневните дремки, како тие треба да изгледат, со каков ритам да бидат присутни кај бебето, но има некои деца кои што убаво длабоко ќе си одремат, ќе одспијат во текот на денот, а други пак многу кратко ќе одремат. Дури и да не сакаат дневна дремка, па пожелно ли е да спијат преку ден и покрај тоа што не сакаат? Зависи И зошто некои деца имаат добар сон преку ден, а други не можат тоа да го постигнат? Прво зависи од возраста. Ако се ако се новороденчиња, можеби нема да можеме да ја продолжиме. Што и ние да правиме, ќе се разбудат после 30 на минути и толку и не можеме ништо да направиме. После 4-тиот или 5-тиот месец потребно е секој родител да се потруди кратките дремки од 30 минути да проба да ги продолжи. Најчесто на 30 минути 40-45 се будат, бидејќи овде настанува преод од една во друга рем фаза на спиење. Бебенце кое што заспало со помош на мама или на тато во раце и сме го спуштиле во креветчето да спие, во тој преод тоа се милисекунди, буквално моменти во кои што бебето одлучува дали е сигурно за да продолжи во следниот циклус да спие или едноставно треба да се разбуди. Ако не ги осети мама и тато до нив или ако не е се уште во рацете на мама, голема е веројатноста дека ќе одлучи да се разбуди. Да, некога само што ќе го спуштат родителите во креветче или ќе се обиде да напуштат просторијата, веднаш се будат, точно. И тоа е најчесто поради начинот на кој што заспиваат, зборувам ако се во соодветна возраст после 5-тиот, 6-тиот месец. До 5-6 месец не можеме многу да влијаеме, меѓутоа се што е над 5-тиот месец, ако имаат кратки дремки, потребно е прво да се потрудат дремката да ја продолжат на тој начин што, например, ако го заспиеме бебето и знаеме дека се буди најчесто после 30 минути, после 20 минути мајката повторно да дојде до бебето и да остане до него, да го осети моментот кога ќе почне да се буди, ќе го почувствува дишењето или очињата ќе почнат да му мрдат, веднаш тогаш да изреагира повторно да го презаспие. Дали со тапкање во раце, со доење, било како на начинот на кој што го заспале, повторно да го презаспиат, така најлесно би ја продолжило дремката. Ако го практикуваат тоа секој ден, со тек на време ќе започне само да ги презаспива дремките или тогаш ќе треба да се направи тој тренинг за спиење, зависи. Повозрастните се убедени, обично бабите и дедовците даваат некој совет на родителите да го остават бебето да не спие преку ден, да се измори убаво, за вечерта да си заспие и да спие во текот на целата ноќ. Да, и тоа е еден од најголемите непријатели на ноќното спиење и на честите будења, бидејќи кога бебето нема да спие преку ден и нема да си ги кога ќе биде долго време будно, почнува лачење на хормон кортизол. Кортизол зголемува ниво на шеќер кај нив, го зголемува стресот и многу е лошо ноќното спиење во тој случај. Значи, многу почесто ќе се будат. Кортизолот што ќе биде излачен не му дозволува на мелатонинот целосно да се излачи, а тоа пак не дозволува бебето да влезе целосно во длабока фаза во ноќното спиење и тоа е многу голема причина за чести ноќни будења. Така што бебе кое што не спие преку ден нема да спие ни навечер и обратно, бебе кое што не спие навечер нема да спие преку ден. Тоа е еден круг во кој што често се вртат родителите. Да. И многу е битно кога сакаме да го средиме, не може да го средиме ноќното спиење ако не се погрижиме дневното спиење да биде во ред и да ги има дремките кои што се потребни. Многу често тоа е многу поврзано со карактерот на бебенцето. Потемпераментни бебиња многу често ги кријат знаците на поспаност и делуваат дека воопшто не им се спие и дека би останале будни 4-5 часа, меѓутоа тоа е поради тоа што не заспиваат на време. Значи тоа е нивниот карактер, не значи дека не му се спие. Напротив, токму тие деца треба исклучително да се внимава на часовникот колку време се будни за сега да почнам да ги заспивам, бидејќи некогаш 15 минути е разликата во тоа дали бебето ќе заспие добро или нема да можеме да го успиеме. Значи, веќе наведовте некои од причините поради кои што бебињата се будат и немаат добар сон. Значи, треба на време да заспијат, да се почитува дневно-ноќниот ритам на спиење, значи дневните дремки задолжително да бидат присутни. Бебињата некога се будат затоа што се гладни, тоа сите го знаеме. Да, апсолутно. А што друго може да биде причина за будење во текот на ноќта? Има уште нешто? Начинот на успивање. Мислам дека го спомнавме и преска, меѓутоа начинот на успивање и од искуство ќе кажам многу голема причина за нивното будење и премногу активности и интеракција во текот на денот со често идење на роден ден и со чести гужви околу децата, до покасно навечер останување до доцна навечер, па нема мобилни време. Телефони?
апсолутно, да. Мобилни телефони, Брзи. телевизор. Сензации. Така е. Целата таа плава светлина што зрачи од телевизорот и од телефонот му смета му прави проблем на детето да заспие, бидејќи бебињата и ние возрастните го преживуваме сето тоа што сме го поминале во текот на денот навечер. Бебињата учат додека спијат, кај нив е многу се лачи хормонот за раст и развој за време на спиењето. Кога ние во текот на денот им ставаме во главата колку што е можно повеќе информации, толку повеќе им го отежнуваме спиењето. А кога ќе им пуштиме телевизија или цртани да гледаат, тоа и како се отежнува. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство со нивни прашања, почитувани од тој момент емисијата. Е контактна, ние сега продолжуваме понатаму, ќе зборуваме за заспивањето, значи тоа исто може да биде причина за чести будења во текот на ноќта. Многу родители, односно мајки, бебето го заспиваат цицајки на дојка. Дали е тоа пожелно? Пак тука ќе нагласам дека многу зависи од детето. Значи, не секое дете мора да го научиме да заспива самостојно. Ако видиме дека детето заспива со доење и при тоа навечер се буди на секој сат, 45 минути, 2 сати за да цица, тогаш најверојатно е тоа навика која што треба да поработиме да ја отстраниме и да го научиме на заспивање самостојно или заспивање со некој друг начин во кој што не е поврзано доењето. Така што цицањето само во тој случај знае да биде проблем. Пример, многу родители сметаат дека ако го доиме дете, тоест мајките кои што го дојат детето, сметаат дека ако му дадат адаптирано млеко, повеќе ќе спие навечер. Да. Но тоа е уште еден мит, затоа што не е точно туку. Разликата е во тоа што бебето кое што заспива, кое што е на адаптирано млеко, нели обично имаме точно на 3 сати, на 4 сати кога треба да јаде млеко. И тогаш им му даваат млекце. И кога ќе се разбуди тоа дете, обично го презаспиваат на некој друг начин. Па најчесто тоа е причината зашто циклусите кај тоа бебе се поголеми и може да спие потврсто во текот на ноќта. Кај бебињата кои што се дојат, многу често на секое заќенкување во текот на ноќта, мајката ја нуди градата за бебето да продолжи да спие. И тука настанува еден од проблемите или причината зашто бебињата кои што цицаат се будат почесто навечер. Не е дека треба да им дадеме адаптирано млеко, туку треба да се направи разлика и бебето да знае дека заспивање е на еден начин, доењето е исхрана и тоа е сосема друг начин тоа е сосема друго нешто што е разделено од спиењето. Исто така има уште еден начин на заспивање што е исклучително присутен на овие простори, а тоа е со нишање на бебето, со пеење и слично. Пожелно е тоа? Не, дури јас повеќе би кажала дека подобро е со доење да заспиваат отколку со нишкање, бидејќи и од искуство во овие 8-9 години колку што работам, можам да кажам дека бебињата кои ги нишкаат многу потешко се одвикнуваат од нишкањето отколку бебињата кои што цицаат. И тоа е и научно докажано, бидејќи за време на нишкањето самото мозоче ги осеќа вибрациите на нишкањето, зависи со кој интензитет се нишка. Тоа може да биде и опасно, Може да биде и опасно, така. И зависи со кој интензитет и кога ќе ги одвикнуваме од нишкање, буквално, бидејќи бебето кое што е нишкано не знае да заспие во лежачка положба најчесто. И сега прво треба ние да го учиме да заспива во лежачка положба, да не ги осеќа вибрациите кои што ги осеќало за време на нишкањето. Идеално би било секое бебенце да се научи да заспива самостојно, со помош на родителите може, но се додека тоа не прави чести ноќни будења навечер. Добро, и ова е убаво да се знае, бидејќи навистина често се практикува овој пристап на заспивање. И сега има различни методи за бебето добро да заспие самостојно, но истовремено постојат дилеми дали е тоа навистина возможно и ефикасни ли се тие тренинзи? Навистина кај сите бебиња успевате да постигнете ефект посакуван да заспијат самостојно? Кога родителите сакаат. Ќе ги продискутираме начините. Да, ќе ги продискутираме апсолутно. Па во секој тренинг за спиење е директно вклучен родителот. Ајде да појасниме прво што е тренинг. Ајде. Што е тоа тренинг за спиење? Со тренинг за спиење прво во светот има, ние ги делиме тренинзите на спиење на 4 различни методи. Значи, заблуда е тоа дека има не знам колку методи на спиење, 4 различни се. Едната метода е која што многу добро сите знаеме, крајта од методата, контраверзната во која што го оставаме бебето во соба, се излегува, се затвара врата, тоа плаче се додека не научи да заспива. Таа метода е точно контраверзна и реално во денешно време многу ретко се употребува и ние тренерите за спиење гледаме никој да не ја употребува таа метода за спиење. На другата страна се методите во кои што пак нема воопшто плачење, меѓутоа тоа се методи кои што траат со месеци и во кои што многу постепен начин
се учи бебето како самостојно да заспива и како да ги преспива ноќите. Родителите мора да бидат вклучени со обука низ целиот овој процес? Во крајот методата не. Бидејќи Само не се затварат врата и вклучени, излегуваат. затварат врата и излегуваат и тоа не е добро за бебето. Во другите методи, да, бидејќи треба да знаат како они да го насочат, треба да знаат начини, техники и методи кои што му помага на бебето да научи самостојно да се заспива и да се одвикне од доење, од нишкање или која и да е начинот на заспивање. Некаде на средина се методите со кои што и јас најчесто работам и се најчесто практикувани, кои што отприлика резултатите се, тоест отприлика траат 2 до 3 недели, резултати се осеќаат уште во првите неколку ноќи. Тоа се методи во кои што родителот е цело време покрај детето, не излегува од собата, тука е реагира на неговото плачење. Во ниту една метода не може да нема плачење кога правиме тренинг за спиење. Но е многу важно родителот да го контролира плачењето, детето да знае дека родителот е тука и да најдеме метода, техника која што ќе му помогне на детето плачењето да биде колку што е можно минимално. Значи, за да се осети сигурно дека и да заспиам во рете. Ова е нешто ново што го правам, не знам што правам во моментов, не знам што прави мама во моментов, меѓутоа во рете, тука е мама е покрај мене, значи да направиме една сигурност кај него помеѓу бебето и родителите, за да може полесно да заспием, бидејќи плачењето ако преиде во фрустрирано плачење, во плачење неконтролирано плачење, многу ќе му биде тешко на бебето да се смири и да заспие. Бебињата најмногу учат нели кога се во посмирена атмосфера. Тоа го постигнуваме ние со тренинг за спиење кога е родителот вклучен директно цело време во тренингот. Обично кога ќе се спомене тренинг за спиење, веднаш помислуваат сите на крај аут, затоа што значи метода во која што бебето треба да се исплаче и да заспие од истоштеност, може така да се каже, значи да плаче се додека самостојно не заспие. Некои родители велат дека навистина го постигнале тоа што го сакале на таков начин. Психолозите велат дека е многу штетно родителот да не одговори на плачот на детето. Значи таа метода ќе ја ставиме на страна, велите дека не треба да се практикува. Од друга страна има две методи кои што се целосно спротивни на тоа. Веќе ги споменавте, едната е фейдинг, да, таа е тука некаде на средина. Time check-up, со каде што родителот влегува од време на време, таа ја сместуваме кај крајот техниката. Аха. Да. Има една и подигни спушти. Да. Така, значи бебето да се подигне, да се спушти. И таа е некаде значи, на средина. Значи тука родителот реагира на плачот на детето, така? Меѓутоа е многу важно да се внимава со таа техника, бидејќи контраефект има кај многу темпераментни деца. Само да ни објасните како, значи родителот го зема во раце бебето кога плаче, дозволено да се подигне бебето? Да. Во сите техники кои што се, да кажам, на средината на таа линија е дозволено да се подигне бебето и да се смири. Во техниката подигни, спушти, во првиот момент кога ќе почне бебето да плаче, родителот го крева во раце, го подсмирува, можеби нема да дојде скроз до ситуација кај што е целосно смирено, туку го подсмирува да се подсмири, кога ќе го осети дека се смирува, веднаш го враќа повторно во кревет. Значи не го држи во раце дека целосно не се смири и заспие, па го спушти. Не. Во секоја техника, која и техника да се избере, крајната цел е бебето да заспие во креветчето, а не да заспие во раце. Колку време во раце може да држат? Има такви некои правила? Нема правило, родителот сам проценува по своето дете. Бидејќи кај некои деца, пример, оваа техника исто не влијае многу кај деца кои што се научени во раце да заспиат, бидејќи што се случува? Ќе ги спуштат во креветче, почнува да плаче, родителот отприлика се чека 2 до 3 минути, родителот го крева во раце. Најчесто кога ќе го кренат во раце, во секунда заспива. Значи ништо друго не му треба, заспива во секунда. Така да тогаш викаме детето го истренирал родителот. И кога ќе го спуштат во кревечето, пак ќе се разбуди, така? Па не, најчесто после го спуштаат веќе заспано. Зашто? Ако го спуштат во кревече и ако веќе тука се разбуди при спуштањето и повторно се продолжи со тренингот, најчесто плачењето е многу пострашно и многу подолго трае. Обично ако такво нешто се случи за време на тренинг, јас ги советувам родителите да прекинат, да не прават ништо таа вечер, да се однесуваат исто како претходно. Следната ноќ да сватат каде ја направиле грешката, што направиле за да дојдат до тоа да не заспие во раце. Бидејќи кога ќе се почне со тренинг, секоја метода е успешна ако се истрае до крај. Дури и крајот методата е успешна ако се истрае до крај, меѓутоа која метода да ја изберат родителите е важно да бидат сигурни дека ќе ја поминеме до крај. Бидејќи ако почнам со одредена метода
почнеме тренинг и после 15 минути го земам бебето и го успевам на начин на кој што сум го успела претходно, јас го тренирам моето бебе да плаче. Тоа учи дека треба да плачам доволно долго, доволно силно за мама и тато да ме земат во раце и јас да си продолжам да спиам. Следната ноќ кога ќе се обидеме повторно да правиме тренинг, нели ќе се наоружаме со сила и сега одам до крај, не 15 минути, веројатно сати, 15, 2 сати ќе плаче, бидејќи повторно ќе очекува дека после одредено време пак треба да ме земат мама и тато. И сега, вие таа метода што најчесто ја користите е метода за постепено успивање на бебето. Така. Како изгледа? Еве опишете ни. Значи и во таа Ферберова метода. Не, Не е таа е шафл. Ферберовата метода е ова крај аути на Марк Вајсбург методите кои што пременувате? Шафл. Шафл. Да, добро. се вика шафл или фейдинг. Тоа што го спомнавме, значи тука постојат повеќе во самата шафл метода, во самата фейдинг метода, постојат повеќе некои ситници кои што може да бидат различни од фамилија до фамилија, зависи нели од детенцето, но главната основа е на тоа што бебето е важно да биде спуштено во креветче, смирено, сталожено, без плачење, будно. Родителот останува покрај бебето и не реагира се додека бебето не почне да плаче. Значи, во моментот кога ќе почне да кенка, да плаче, тогаш почнува реакцијата на родителот. Родителот седи на столче? Да, таа седи на метода со столче. стол? Точно, таа е методата со столот. Родителот седи на столче или може на креветот да седне. Важно да е во непосредна близина веднаш до детето, за да може веднаш да реагира и физички и психички и вербално. Така што како што ќе почне бебенцето да заспива, родителот реагира на него, може да го земе во раце, може да го смири, го тапка, го галка, шшка. Не е пожелно да се зборува, бидејќи зависи и од возраста, некогаш колку повеќе зборуваме, толку повеќе бебето го привлекува вниманието или плаче или ќе почне тоа да се смее и едноставно да комуницира со нас на било кој начин. Значи многу е важно да му се покаже на бебенцето дека сега е време за спиење. Си играме, се зезаме во текот на денот, сега е време за спиење, мама и тато се тука покрај тебе, но е важно да заспиеш. И остануваме покрај бебето се додека не заспие. Најчесто родителите мислат дека тоа ќе трае, не знам, саат, 2 сати. Обично помеѓу 30 и 40 минути е процесот во кој што бебенцето заспива. Од моментот спуштање во кревет до моментот на заспивање. Во тие 40 на минути имаме време кај што си игра, се зеза, станува, седнува, ако е доволно големо, а после почнува да плаче, па ќе се подсмири, па пак ќе плаче. Значи се разни фази во кои што родителот цело време реагира на детенцето и го насочува, му помага, дали му ја дава раката да заспие со рака, му помагаме со најразни кебенце, меченце, го галкаме овде на овој дел, знаат да се смираат, бебиња кои што биле нишкани, знаеме да ги нишкаме во почетокот во креветчето, па после постепено тоа нишкање да се намалува. Така што првата вечер е, значи, најмногу помош, веќе од втора, трета, четврта вечер намалуваме физички контакт како што ќе дозволи бебето. И за колку време треба да се очекува посекуваниот резултат бебето самостојно да почне да заспива? Веќе уште првата вечер. Колку време родителот ќе треба да седи на столот всушност покрај креветчето? Покрај креветчето со 3 до 4 вечери, после го поместуваме столот, затоа и фейдинг се вика, бидејќи после го поместуваме столот бебето да може да не гледа. Добро. Меѓутоа да е малце подалеку од бебенцето за да осети сигурност дека колку и да се далеку мама и тато сепак сум тука на сигурно, да. Така. И постепено се оддалечуваме со столчето, тоа постепено оддалечување зависи од детенцето измеѓу 10 и 15 ноќи. Ни требаат за да го завршиме еден цел тренинг. Но тоа не значи дека 10-15 ноќи ние ќе имаме плачење и правиме тренинг. Напротив, плачењето што толку многу ги загрижува родителите, најчесто се фокусира на првото успивање првата ноќ. Значи не значи дека цела вечер бебето ќе спие. Всушност тоа е оној пресвртен момент Точно. кога бебето треба да прифати дека нешто ќе се случува поразлично и тоа треба да биде на тактички начин. Да. Применето имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да прашам ако нешто може за Секако. моето внуче. Секако, повелете. Ме интересира, оно не е малечко, големо е, сега е прво заврши. Така. Али ме интересира, од малечко уште така е. Значи се со родител да заспие, со некој да има до него и ден денеска еве е тако. Сам не може да заспие. Мора некој да има до него. Што е проблем и како да направиме понатаму? Така, и ова е едно убаво прашање. Следното мое прашање беше за спиење во родителскиот кревет. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што да се направи кај поголемо дете кое што има ваква навика? Кај поголемите деца секогаш е олеснително што може да се разговара и да се со одредени игри, со одредени награди,
кај детето, кој може да му се објасни зошто е тоа така. Прво, кај поголеми деца многу е важно да не се стави товарот на нив, да не се збори дека они се криви и дека они нешто лошо прават со тоа што спијат кај мама и тато, бидејќи да бидеме реални, мама и тато го научиле на тоа. Така е. И така треба да ја земат одговорност и родителите. Треба кај тоа големо детенце, убаво е да се направи еден разговор фамилиарен, во кој што ќе му се нагласи на детенцето: мама и тато сме сгрешиле, не сме знаеле дека не требало вака, разговаравме со докторка, со тетка, со било кој нека нагласат и ни посочија дека треба да направиме некои промени, само те молам помогни ни и ти на нас, зашто ние мораме да слушаме, бидејќи ако не, нели, ќе не кара тетката или било како, но те молам помогни ни и ти. И да се договорат со одредени правила. Еве вечер, пример, легнуваме да заспиваме, мама нема да лежи со тебе на креветот, ама ќе седам покрај тебе. Значи пак нека биде постепено. Ќе седам покрај тебе. Секоја вечер кога ќе заспиеш додека мама седи покрај тебе, и ако ја преспиеш ноќта или без да ме бараш или така натаму, утре сабајле кога ќе се разбудиш, добиваш стикер. Може да направат календар 7 дена од неделата. И секогаш кога детето ќе заспие самостојно, без да бара некој да има покрај него, може да се залепи одредента стикер. Стикер се лепи на денот, на ова, меѓутоа може да се залепи и стикер на детенцето, на маичката. Сите да се нагласи на наставниците, на баба, дедо, сите што ќе го видат детето со стикер да го фалат. Леле, колку си добар, па колку си прекрасен, па чекај ти си пораснал. Многу влијае тоа кај нив позитивно. Дополнително може, например, над зидот да направат, да видат колку се високи и како чалендж, некој предизвик, ајде да видиме сега, ни рекоа дека ако спиеш, ќе пораснеш побрзо. И сега си како да се намалим, нели, малце цртката кај нив. Па од ден на ден малце повеќе и повеќе да се зголемува цртката, за да види визуелно дека навистина нешто добро се случува. И многу е важно кај тие дечиња да бидат колку што е можно поупорни родителите, да ги постават правилата кои ќе бидат јасни за целата фамилија, но родителите да се придржуваат до правилата, бидејќи кај тие дечиња веќе знаат и да манипулираат, знаат на кој начин да го добијат тоа што го сакаат. Многу е важно родителот да постави точни правила и да ги следи, да му покаже на детето дека ова се новите правила, мама и тато се придржуваат до тие правила. А како да се постави, да се префрли детето од родителскиот кревет во неговиот кревет во другата соба? И дали е пожелно тоа да се прави нагло кај бебиња? Ако кревечето се стави во другата соба, каде подобро биде кревечето, во спалната или пак во детската соба? Во првите неколку месеци, додека бебето и често цица навечер и се буди често, посебно во првите 3-4 месеци, нели, каде што и се уште не се превртува, е многу важно бебето да биде во креветче покрај родителите. Многу често мајките одлучуваат да спијат заедно и тоа е во ред, но се додека е тоа безбедно спиење. Да биде посебно заградена страната бебето каде што ќе спие, да не спие во средина помеѓу мама и тато, најчесто тоа се случува, туку да биде, например, помеѓу зидот или креветчето или ограда и еден од родителите, да спие на тврда подлога, да нема големи перници околу него. Ако не е целта на родителите да продолжат да спијат заедно во исти кревет, околу 4-тиот месец е идеално време да се префрли бебето во свое креветче покрај креветот на родителите. Како што ќе се намалуваат ноќните подои, можат да одлучат, ако сакаат бебето да спие и во посебна соба, можат да одлучат тоа да го направат и после 8-тиот, 9-тиот месец, зависи тука родителот колку е спремен и колку е подготвен. Доколку се во ситуација во која што ненамерно се нашле да спијат сите заедно во исти кревет, а детето е веќе поголемо, ако е доволно големо, односно ако е над 3-та година, секогаш е убаво тоа да се направи со разговор и постепено, да се префрли во другата соба, со тоа што идеално би било одреден период еден од родителите да спие со детето во таа соба, за да ја навикне собата, бидејќи полесно е да го исфрлиме родителот од собата, отколку детето да го префрлиме во соба. Ако станува збор за дете кое што не разбира, пример околу 18-тиот месец, измеѓу 18 и 25 месеци, некогаш е најтешко да правиме промени во спиење, бидејќи се во возраст во која што се веќе поголеми од бебиња, меѓутоа не се доволно големи за да разберат што треба да правиме и што се постигнува. Така да најдобро или да почекаат барем до кај 2,5 години, или повторно сето тоа да го направат постепено со родителот заедно во соба, одредено време во таа соба со родителот, на заеднички кревет, ако спиеле ваму на заеднички кревет и овде на заеднички кревет, па после во таа соба да се префрли во сопствено кревече, па последна фаза би било родителот да излезе. Понекогаш родителите сакаат да спроведат тренинг за спиење кај нивното бебе за да се ослободат од ноќните подои.
Но доколку на бебето му се потребни тие, треба ли да се почека? Што советувате доколку целта е всушност исфрлање на ноќните подои? Апсолутно не, бидејќи погрешно е да се прави тренинг за спиење за исфрлање на ноќните подои. Бидејќи ако бебето не е, прво секогаш е потребно да се консултираат со својот педијатар. Како напредува бебето, колку напредува бебето, за да знаеме дали е потребно и дали може да се, дали треба да се исфрлат ноќните подои. Ако е спремно бебето, да, меѓутоа да ги исфрлиме ноќните подои само за да преспие ноќта, не, погрешно е бидејќи бебето не е научено и нема да држи глад во себе, ќе се разбуди и повторно ќе плаче, и повторно ќе вика затоа што е гладно. Не може да гладно бебе да го натераме и да го научиме да ја преспива ноќта, нема шанса. Затоа треба да почека до одредена возраст во која што бебето е спремно или пак да се зголеми дневна исхрана која веќе во возраст во која што не би требало да цица толку често навечер, да бидат спремни и бебето да е спремно за да може да ги исфрлат ноќните подои. А кога не се препорачува да се спроведува тренинг за спиење? Има ли одредени ситуации? Прво во првите, па јас би рекла и во првите 5 месеци, до 6-тиот месец, првите 4 месеци никако, бидејќи како што кажав, тука бебето се уште не е развиена само контролата на бебето. Значи бебето не знае само да се исконтролира и да се смири. Не е развиено целосно спиењето. Ние можеме да правиме тренинзи за спиење, но може да и направиме контраефект. Бидејќи не е развиено спиењето, ние ќе инсистираме да го учиме да заспива само. Можеби ќе го научиме со одредени методи на крај аут или погрешни методи, ама можеме да направиме контраефект, бебето да изгуби сигурност и доверба во родителите, да се наруши врската помеѓу детето и родителите, да научи дека џабе плачам. Едноставно, јас, бидејќи бебињата на почетокот комуницираат со нас со плачење. Така, со плач. Така е. Кога родителот не реагира на плачот, не реагира на емоцијата, не реагира на неговата потреба. Точно, и многу често се случува бебето да се затвори и да прекине да плаче и за глад, да престане да плаче и кога пелена треба да му се промени. Едноставно, сваќа дека џабе плачам, дека јас не треба да плачам. Тоа е погрешно. Така што во првите 4 месеци не препорачуваме никакви методи и тренинг. Постојат одредени нежни техники кои што може да направат основа за кога бебето ќе биде спремно за тренинг да се направи тренингот, но не тогаш да се прави тренинг. Не треба да се прави тренинг ако бебето има изразен рефлукс, дури и после 6-тиот месец ако има изразен рефлукс. Кога се враќа млечна содржина во устата и бебето плјуцка. Да, и тоа или повраќа, ако е рефлукс веќе. Кај рефлукс повраќа и рефлуксот може да кај одредени бебиња да трае подолго време. Зависи во кој степен рефлукса, не треба тоа да се направи. Ако има премногу изразен дерматит, исто и тоа знае. Екземи по кожата. Ако има премногу и тоа. Тука нервоза им се јавува. Да, бидејќи иритација и оние ако плачат се потат. И уште толку повише може да се изиритира телото, така што важно е да се доведе телото до една фаза во која што ќе биде здраво за да можеме да правиме тренинг за спиење. Така што тренинг за спиење се препорачува после 6-тиот месец на здрави дечиња. Кај само кај здрави дечиња. А што е во одредени ситуации кога да речеме им никнуваат запчиња? Може ли тогаш? Запчето може да не фати примери во сред тренинг за спиење. Ако не го почнале тренингот, а никнува запче, треба да почекат малце да никне запчето, па после да го почна тренингот. А ако не фати во след тренинг, тогаш можеме да направиме пауза, односно да стопираме таму каде што сме, па продолжуваме кога ќе изникне запчето. Запчињата многу често родителите ги обвинуваат за непреспаните ноќи, а во пракса не се толку криви. А доколку бебето е премногу раздразливо во тој период? Го паузираме. Паузираме тренинг за да значи може да се помести, да се одложи тренингот, да има пауза па да се продолжи. Може не да да се разболи за време на тренинг. Гледаме скокови во развој, секогаш пред да се почне тренинг гледаме да не почнеме во скок во развој, значи да направиме една идеална атмосфера во која што би го почнале тренингот за спиење. Ќе вклучиме уште еден гледач со прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се извинуjem. Кажувате за бебината како да спија. Така. Тоа не е денешната тема. 66-та, бебенце мало. Ја кад сум ga родила, ми беше 6 кила. Окупање, купање, повијане и ставане цијанатицам и ставане спиење по 3 сата. Никако ни музика, ни врева, ни ништо не е ометало. Си израсна девојчето, се е така. Така, значи ова е едно ваше искуство, како вие всушност ја одгледале вашата ќерка, ако разбрав, така?
Молим? Викам, вие го споделувате вашето искуство, како вие сте го одгледале вашето бебе и како всушност сте го решавале проблемот со спиењето. Значи, споменавте доење, бањање и потоа успивање. Така. И не сте имале проблем, 3 сата бебето спиело. Никаков проблем сум немала. Така. Одлично. Ви благодарам што се вклучивте во емисија и што го споделивте вашето искуство, капењето пред спиење. Дали е тоа добра практика за успивање на бебето? Да, јас би кажала дека господјата кажа една одлична рутина како треба да се успива бебе и тоа е што порано било многу полесно, бидејќи немало телевизори, немало кафани до доцна навечер, излегување на родителите, немало телефони, многу едноставно било. Се стемнува навечер, бебињата идат на спиење. Сега е многу поразлично и затоа и ги имаме овие проблеми со спиење. Капењето пред спиење се препорачува кај одредена група на бебиња и тоа сепак мора да го процени родителот. Пример, можеме да го бањаме бебето пред спиење, ама ако после бањање бебето е смирено, сталожено, не е раздразнето. Одредени бебиња на самото бањање уживаат, но после бањањето, на облекувањето многу плачат, многу се нервозни, едноставно не го сакаат тој процес и се повознемирени. Ако го правиме тоа непосредно пред спиење, може да влијае на самиот процес на успивање, бидејќи почнува веќе лачење на хормонот на стрес. А целта е пред успивање бебето да биде рутината што ќе ја правиме пред успивање, да биде рутина што го смирува и сталожува нашето бебе. Затоа нема една унифицирана рутина која што ќе кажеме ова е рутина на спиење. Што функционира за сите бебиња. Така е. Многу често од искуство ќе кажам, многу често родителите го практикуваат бањањето пред спиење и тоа има како некоја олеснителна рутина пред заспивање, но кога ќе ги прашам како реагира вашето бањање после спиењето, дали сака да се облекува, не многу плаче, едва и го смируваме, многу е и после тешко го успивање. Сменете бањањето. Некогаш само кога ќе го поместиме бањањето порано или го изфрлиме, само во мала промена на рутината се олеснува ноќното успивање. Значи треба да се процени ситуацијата и реакцијата на бебето во дадена возраст. Така. И сега како треба да биде растојанието помеѓу хранењето и заспивањето? Еве родители спроведуваат одредена техника за одреден тренинг за спиење кај нивното бебе. Кога треба да го нахранат? Непосредно пред спиењето, со тоа што, пример, ако е бебенце кое што заспива со доење, убаво би било да се надои во дневна, после 5 минути од доењето ни почнува рутината за спиење, која што е 10 на 15 минути. Значи рутината не треба да е некоја предолга. И еве на пример, рутина за спиење. Го доиме бебето во дневна, веќе предходно се задимени светлата, изгасен телевизор, се прави една приспивна атмосфера каде што му се покажува на бебенцето дека е сега време за спиење. Се дои во дневна, се повлекуваме после 5 минути во собата за спиење. Пред да се повлечеме во собата за спиење, секоја вечер може да се кажува една иста реченица. Добра ноќ, тато, идеме да спиеме, или добра ноќ, месечино, идеме да спиеме, ако не е едниот родител дома. Се повлекуваме во собата за спиење. Таа реченица му покажува на бебето дека сега е времето за спиење и многу му помага да се спреми за следниот чекор, бидејќи бебињата многу сакаат да го предвидат следниот чекор. Затоа се важни рутините пред спиење. Влегуваме во собата можеме да промениме пелена, ако да реагира бебето добро на промена на пелена. Додека му променуваме пелена, убаво е да се остварува ај контакт, значи контакт со очи, да му зборуваме нешто тивко. Тоа што го збориме секоја вечер треба да биде исто. Ја завршуваме реченицата секоја вечер на исти начин, го креваме, ајде сега нанкаме, гасиме светло и го спуштаме во кревече за спиење. Ајде уште еден гледач ќе вклучиме во програма. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во емисија сум така. Да, ве слушаме одлично. Ви благодарам. Поздрав до докторката, до водителката. Ви благодарам. Јас сум баба. Само така? едно прашање кратко. Сега од поранешното време наше да не тераме како туку сега, само ме интересира дали има контраефект или тоа е добро, кога успива бебето да му пуштаат со пручење на фен, на ова, и тоа ужива или тоа смета. Јас сум да не треба. Што викате вие, ваше? Така, значи тоа се вика бела бучава, така се опишува како бела бучава. Бела нека биде. Повторувачки звук од фен. Која возраст На која возраст е детето, само да ни кажете? 6 месеци, така 6 месеци. Ви благодарам, ова е одлично прашање. Така, дали треба, не треба? Дали треба или не треба? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Така.
На YouTube има такви звуци кои што се снимани во луп и траат по 5-6 часа до 9 часа, всушност и во текот на цела ноќ родителите пуштаат, да речеме, звук на белите звуци, бели шумови, фенови или ги заменуваат со што и да. Првите неколку месеци помага и се препорачува. Првите 3-4 месеци, па и 5, ајде да кажеме. Помага и се препорачува бидејќи постојат истражувања што покажуваат дека бебињата, ние мајките ги раѓаме бебињата 3 месеци порано. Тоа е затоа што бебето, ако поносиме уште 3 месеци повеќе, ќе порасне толку големо што не може нели нашето тело да го издржи така натаму. Првите 3 месеци од бебето, од раѓањето на бебето, некогаш ги викаме четврто тромесечие. И затоа најчесто се држат во раце, најчесто контакт кожа со кожа. Кожа со кожа, и овие звуци кога ќе ги пуштаме, на нив им помагаат бидејќи се чувствуваат како во утробата и им помагаат и на ноќно спиење и на дневно спиење, така што во првите неколку месеци е пожелно да се пуштаат кај бебиња што имаат проблем со спиењето. Веќе после 5-тиот месец, после 6-тиот месец, од искуство ви кажувам дека звуците повише ги смируваат родителите отколку детето. Бидејќи се губи ефектот на звукот кај детето и многу често родителите се исплашени дека ако го исклучам звукот, не знам, ќе се буди цела вечер, а најчесто бебето веќе се буди цела вечер и веќе има некој сон нарушен, така што после 6-тиот месец е убаво веќе да се исклучат звуците, ви до 7 максимум нека останат, меѓутоа сметам дека нема потреба. Може да се исклучат звуците, нема постепен начин на кој што се исклучуваат. Можеме да го користиме звукот за време на рутината, на пред да заспие бебето, но на самото успивање во текот на целата ноќ апсолутно може да се исклучат ако живеат во бучна средина или имаат поголемо детенце кое што има опасност да го разбуди помалото, тогаш подобро е да практикуваат да заспие без звуци, откако ќе заспие да ги пуштат звуците за да ги блокира нели надворешните звуци за да не го разбудат. Или во текот на дневните дремки можат да ги пуштат звуците само ако е бучна околината за да му помогне да не се разбуди, да ги маскираат. Инаку после 6-тиот месец веќе нема некој ефект на ноќното успивање. Велат родителите да не ги учат своите деца да спијат во тишина. Што велите за ова? Да, се согласувам, бидејќи како што и ние, меѓутоа тоа е точно после одредена возраст. Значи, на почетокот, во првата година, веќе во првите 9-10 месеци е убаво да им се направи една атмосфера приспивна, која што е соодветна за нив, бидејќи и така во текот на денот се престимулирани. Навечер, ако правиме, ако ги успиваме во повторно некоја одредена бучна средина, можат потешко да заспијат. А кога зборуваме за учење на самостојно заспивање, помага ли тоа што некогаш родителите знаат да го стават бебето со нив во автомобил и да се возат низ градот за тоа да заспие? Тоа возење повторно ќе го ставам во категоријата на заспивање со нишкање. Бидејќи бебето заспива со помош на моторот на колата, на возењето, на трускањето и така натаму. Го успива тоа и кога ќе дојдеме дома, ако повторно го спуштиме во кревет или ќе се разбуди или и да поспие, може после одредено време повторно да се разбуди и повторно да го бара. Возењето сум имала клиенти кои што стварно во текот на целата ноќ возат бебе во низ градот. Не е тоа решение, значи тука е важно да се пристапи кон тренинг на спиење. Бидејќи родителите многу се исплашени од тој тренинг, тоест нив најмногу ги плаши плачењето. Јас можам да кажам дека плачењето е занемарливо во однос на тоа што они преживуваат, ниту ќе се направи некој штетен ефект од плачењето и многу често забораваме во денешно време дека постои позитивно плачење. Бидејќи ние денешно време некако сме исплашени од плачењето, не дозволуваме бебето да заплаче. Напротив, има позитивно плачење, бидејќи и бебето треба да научи кои емоции треба да ги контролира, како да ги контролира, дека тука сум на сигурно. Како на пример кога во првите неколку месеци бебињата пробува нели треба да ги ставаме на стомак, многу бебиња не го сакаат тоа и многу бебиња плачат. За жал, последните години приметувам се повеќе родители што не практикуваат ставање на стомак затоа што бебето плаче. Погрешно е да не го ставате на стомак, нема да се развие како што треба. Ќе плаче, но родителот да биде покрај него, да го насочува, да му помогне, па со играчка, едноставно да свати бебето дека
ова е сигурно, тука сум, не е ништо страшно. Нешто ново е за мене, меѓутоа не е ништо страшно. Така, велате дека плачот ги развива белите дробови, дека плачковците всушност може да имат во животот подобро белодробно здравје, но од друга страна родителот и во овие тренинзи на спиење треба да интервенира, односно да биде присутен кога бебето плаче, тоа да не се плачот да не се занемарува и всушност вие тие техники кои што ги користите се темелат на тоа убедување. Има ли период од животот на бебето кога тренингот може да биде проблематичен? Да речеме, ако бебето е малку поголемо и веќе усвоило одредени навики за заспивање и спиење? Да, значи најтежок и најпроблематичен период за тренирање е измеѓу 18 и 2,5 години, 18 месеци и 2,5 години. Значи тука е таа фаза каде што веќе бебето застанува, стои, некои дури од нив се прекачуваат преку оградата од креветчето. Голем предизвик е ако правиме тренинг во креветот во кој што спијат со родителите, тие бебиња знаат да се симнат од креветот. Немаме како да им објасниме, бидејќи се уште не се во таа возраст каде што можеме да им објасниме дека треба да останете во креветот и да не станувате од креветот. Така што тука знае да биде голем предизвик тренингот за спиење. Околу втората година настанува еден многу голем развој кај бебето. Тука почнува веќе и говорот да се развива измеѓу после 18-тиот месец. Сето тоа прави дополнителни пореметувања кај детето и во однесувањето во текот на денот, и во дневните дремки, и на ноќното спиење, и најтежок е тој период да се направи тој период тренинг за спиење, така што топла препорака за родителите да или после пред 18-тиот месец, пред или после 2,5 години. Многу е по-лесно да се направи тренинг на 3-годишно дете, отколку на 2-годишно. Тоа исто и за одвикнувањето од цицање, очигледно дека тој период е полн со предизвици за повеќе работи, не само за спиењето. А има ли бебиња кои што не реагираат на ниту еден од овие методи за заспивање, на ниту еден тренинг? Јас не би рекла дека не може да реагираат. Мислам, има бебиња кои што навистина е тешко да се изоди еден тренинг за спиење со нив, и тоа е пак поврзано со карактерот на бебето. Значи, бебето едноставно се раѓа со карактер. Колку се потемперамент. Значи, се родителите кога некогаш велат моето дете такво одраѓање? Да, дефинитивно. Меѓутоа не се согласувам дека не постои начин бебето да не научи да заспива, туку родителот треба да биде со многу поголемо трпение кај тие деца, да знае што може да очекува од тоа дете за време на тренингот и да не се откажува. Едноставно трпение и колку што е бебето упорно, родителот треба да е поупорен. Значи, истрајноста е всушност тука клучна. Истрајноста, константноста, родители со исти ставови се едни од клучните елементи кои што треба да ги има секое семејство кое што сака да прави тренинг за спиење. На која возраст обично се бебињата чии што родители ви се обраќаат за некаква консултација и помош? Кога најчесто бараат помош? Дали ке новороденчиња се обично проблемите најизразени? Кога почнав, голем е шокот, да. Да. Кога почнав да работам пред 8 години, најчесто се јавуваа кај малце поголеми деца и беа многу не знаеа што е тренинг за спиење, па што се прави, како се прави. Сега како што ќе го родат бебето, веднаш се јавуваат. И што тоа им радува, бидејќи знаат дека уште од сам старт ако направат одредени начини, методи, значи не збориме за тренинг, можеби ќе го насочат бебенцето да има некој добар начин на заспивање, али најчесто тренинг правиме помеѓу 7-миот и 12-тиот месец. Тој период, најчесто се тренинзите во тој период. А што им советувате на почетокот? Што никако да не прават? Кога станува збор за добриот сон кај нивното бебе? На почетокот, уште од самиот старт, нема нешто што би рекла никако да не го прават. Мајките кои дојат, ги советувам да не го користат доењето единствена алатка за смирување на бебето. Тука настанува најчесто навиката, бидејќи можат да го користат доењето за смирување, но покрај доењето да имаат и друг начин на кој што го смируваат бебето. Никако да не прават тренинг за спиење. И да се обидуваат околу 8-та недела, околу 9-та недела, да се обидат да го спуштат бебенцето покрај нив и да си го успиваат со галкање, со мазење. Тука може да се случи бебето да заспие без никаков тренинг, самостојно, или кога ќе го приметат, пример е ставено бебето во релаксатор и ќе го приметат се загледува во една точка, или ја вртка главата лево-десно, или зева, да не реагираат никако, да му остават време, можно е да се случи само да заспие. Значи тоа се тајните со кои што бебињата можат сами да се успијат и да ја преспијат целата ноќ. Да.
Јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Оваа емисија сметам дека навистина беше корисна за нив, бидејќи ова е еден од најголемите проблеми во првите неколку години со кои што се соочуваат родителите од како ќе дојде на свет нивното бебе. Така, ви благодарам многу на поканата и на интересните прашања. Дефинитивно ќе биде интересно за сите родители да ја преслушаат. Ќе се видиме повторно. На крајот од денешната емисија, само да ви посакам убав ден и да ви ја принесам уште наша информацијата дека наша гостинка денеска беше Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење на бебиња и деца до 6 години во Доктор Гуднајт. Ви благодарам уште еднаш што не следевте, ви посакувам пријатен ден, а на новопечените родители и убав сон вечер.